По 19.000 денари месечна субвенција ќе добијат работодавци кои ќе вработат долгорочно невработени лица, млади до 29 години, лица над 50 години, самохрани родители, родители на деца со пречки во развојот или инвалидни лица. 58 фирми од Тетовско досега се пријавиле на повикот на Агенцијата за вработување за отворање нови работни места преку субвенционирање на плати. Тоа е новитет за работодавачите годинава. Значи, сите оние работодавачи кои што сакаат да и имаат неформално или формално веќе одредено кои лица, а и преку посредување во Агенцијата за вработување по одредена квалификациона структура, лица кои што сакаат да ги вработат. Имавме 3 категории каде што можеа да аплицираат фирмите, односно правните субјекти. Значи, првата категорија е за сите лица кои што се активни баратели на работа. Во период од 3 месеци Агенцијата субвенционира 19.000 денари на име на бруто плата, со услов 6 месеци понатаму да ги задржи на работа. Втората категорија е 6 месеци со 12 месеци да ги задржи на работното место, и последната категорија и најповолната би рекол категорија за оние правни субјекти кои што да кажам позитивно работат на пазарот на труд, се 12 месеци субвенција за работодавачот, со услов 18 месеци да го задржи на работа. Активна беше, имавме некаде над 60, да кажам, 58 фирми кои што аплицира и кои што очекуваат во наредниот период во фазата на евалуација. Сите фирми кои што ги исполнуваат условите, а условите беа следни, значи лицата да бидат активни баратели на работа во Агенцијата за вработување, Центар за вработување Тетово, а фирмите да не го намалиле бројот на вработувања во последните 6 месеци, да имаат позитивна тековна пресметка и фирмата да биде основана пред 1.7.2017 година. Од 23 минатиот месец почна да тече повикот до невработените лица кои сакаат да започнат собствен бизнис. Над 200 невработени лица од Тетовско аплицирале за добивање на неповратен грант преку програмата за поддршка на самовработувањето на Агенцијата за вработување на Република Македонија во соработка со UNDP. Се работи за мерка која што работиме веќе 10 години. Оваа година наменета и за младите лица до 29 години и за лицата, условите се исти и за лицата над 29 годишна возраст. Значи, сите оние кои што ќе се пријават во нашите работни клубови, мерката опфаќа пријава, апликација и учество на самиот кандидат, меѓу останатото и одговара на група на прашања, системска е евалуацијата, и врз основа на прашањата дадени во систем, евалуацијата се селектираат одреден број на кандидати кои најуспешно одговориле на групата на прашања. Во вториот дел во мерката самовработување имаме работа со ментори од UNDP како партнери во проектот, ментори од Агенција за предприемништво, кои што веќе го оформуваат бизнис скицата и бизнис идејата, и врз основа на таа и постои втора селекција каде што веќе во третиот дел, третата фаза учествуваат директно при подготовка на финален бизнис план, и тоа е некаде до отварањето на фирмите, сите позитивно што ќе одговорат на барањата и да кажам изјаснувањето во тој бизнис план за нивните потреби за самиот бизнис. Сите тие отвараат бизниси некаде во август. Очекуваме реализација на првиот дел од сите оние кои што аплицира некаде пред месец и пол до 2. Апликантите кои ќе ги исполнат условите ќе добијат неповратни средства во износ од 246.000 денари до 307.500 денари по корисник или до 615.000 денари доколку се основа правен субјект од 2 содружника како друштво со ограничена одговорност од 2 лица, при што секој од содружниците ќе има еднаков удел во друштвото. Правните субјекти основани од инвалидни лица имаат можност за дополнителен грант за вработување до 2 лица. Заинтересираните лица за учество во програмата може да аплицираат до 30.11.2018 година, односно се до пополнување на предвидениот број на кандидатите. Лицата кои добиле грант за самовработување во изминатите 5 години немаат право да аплицираат за учество во програмата.